Во Европската унија се разговара за забрана за патување и блокада на сметки на водечките македонски политичари. Германски Шпигел јавува дека Меркел го предупредила Груевски да престане со блокадата. Земите членки на Европската унија започнаа со конкретни дискусии околу санкции против Македонија, пренесува Дојче Веле на македонски јазик. Според податоците на Општинската изборна комисија, на референдумот што вчера се одржа во Гевгелија, гласале 68% од вкупно запишаните 19.459 гласачи, со што е исполнет законскиот цензус за успешност на референдумот. Според истите податоци, против отворањето рудници за злато на Кожув се изјасниле 13.097 граѓани, или повеќе од 99%, 154 биле за, а 133 ливчиња се неважечки. Центристичкиот кандидат Емануел Макрон и лидерката на ултрадесницата Марин Ле Пен освоија најмногу гласови во првиот круг од претседателските избори во Франција и се квалификуваа за вториот круг што ќе се одржи на 7 мај. Макрон освоил 23,75%, додека Ле Пен 21,53% од гласовите.